Втор ден Струмица живее со звуците на јубилејното издание на Струмица Опен фестивалот. Вториот поред настан кога градот ја доживува својата кулминација и од туристички и од финансиски аспект после Струмичкиот карневал. Вчера вечер на преполн плоштад до раните утрински часови се одржа првата од трите главни вечери, која го преполни плоштадот со околу 10.000 посетители од земјава и странство. Само овие 3 дена се очекува ова бројка дупло да се зголеми, бидејќи на агендата се мегат звезди од овие простори, за чие присуство се одвоени значителен број финансиски средства. Само за главната звезда од синоќа српскиот турбо фолкер Аца Лукас, неофицијално се издвоени околу 30.000 евра, сместен е во еден од поелитните хотели во градот, а неговите барања главно се однесувале на добра сценска покриеност, за која исто така се вложени значителни суми, за голема бина, озвучување, огномет ефекти. Слични се и сумите за настапите на Желико Јоксимовиќ, Црвена јабука, Бело дугме, кои публиката ќе ги гледа вечерва и утре вечер. После трагедијата која се случи на Македонија со поплавите, она што деновиве е актуелно на социјалните мрежи, а најмногу на групата креирана за помош на поплавените семејства на Facebook, се апелите до организаторите на вакви настани да се солидаризираат и средствата наместо на изведувачи да ги пренасочат за помош. Деновиве голем дел од општините ги откажаа нивните годишни фестивали и ги презакажаа за друг датум. Сепак во Струмица, освен настаните од 8 и 9 август кои беа откажани поради денот на жалост, сите останати ќе се одржуваат со тоа што на влезовите се поставени пунктови за собирање на донации. До сега се испратени неколкукратни донации, средства, помош и ресурси.